Време е за дневник на К1 телевизија. По кратките најави за регионот Македонија и светот започнуваме веднаш. Останете со нас. Продолжуваат вложувањата во инфраструктурата во општина Грацко. Следува реализација на капитални проекти во општина Кавадарци. Министерството за животна средина и просторно планирање представи дел од мерките за намалување на загаденоста на воздухот. Вложувањето и подобрувањето на инфраструктурата и понатаму останува главен приоритет на локалната самоуправа на општина Грацко. На овој начин се придонесува за подобар живот на граѓаните, но и подобрување на бизнис климата во општината. 950 метри асфалтирани улици во село Ногаевци, партерно уредување на централно подрачје со поставување на летниковци, урбана опрема и осветлување. 2 нови каптажи за подобрување на водоснабдувањето во село Виничани. Поставена е и термоизолациона фасада на подрачното училиште Даме Груев, уредување на училишниот двор со мини повеќенаменско детско игралиште и осветлување на училишниот двор се само дел од досега реализираните проекти во општина Грацко. Во општинскиот центар Грацко асфалтирани се 6 улици со вкупна должина од 1050 метри. Со цел за подобрување на водоснабдувањето во Грацко направени се 2 нови каптажи во атарот на село Горно Чичево и сменети се 2000 метри од застарениот цевковод во Грацко. Поставен е видиковец за лицата со посебни потреби. За подобрување на водоснабдувањето во село Подлес направена е една нова каптажа. Заменети се околу 80% од уличното осветлување со енергетски ефикасни натриумови светилки на подрачјето на цела општина. Вложувањето и подобрувањето на инфраструктурата и понатаму остануваат главен приоритет на локалната самоуправа на општина Грацко, потенцира Чаушевска. Асфалтирање на крак од улиците Александар Македонски и Панко Брашнаров, како и реконструкција на дел од улица Линденска во вкупна должина од околу 1000 метри. Реконструкција на 1 километар од вкупно 6 километри на локалниот пат Грацко село Долно Чичево, изградба на тротоари и паркези низ централното подрачје на Грацко, доградба на локалниот пат до село Кочилари во должина 250 метри, изградба на фекална канализација во село Долно Чичево и населба стопанство во Грацко. Нов бунар за подобрување на водоснабдувањето во Грацко и реконструкција на водоводната мрежа во должина од 2000 метри. Со вложување во инфраструктурата и подобрувањето на условите за живот, придонесуваме за подобар живот на нашите сограѓани, но и подобрување на бизнис климата, истакна градоначелничката Жанета Чаушевска. Министерството за животна средина и просторно планирање денеска на пресконференција представи дел од мерките за намалување на загаденоста на воздухот. Една од тие мерки е воведување со обраќај режим пар-непар, мерка која беше воведена и во минатото. Проблемот со загаденоста на воздухот ќе се решава и понатаму. Министерството за животна средина и просторно планирање на пресконференција промовираше дел од мерките за намалување на загаденоста на воздухот. Воведувањето со обраќај на режим пар-непар е една од мерките која беше воведена и во минатото. Како знак на добра волја е преполовување на бројот на возила на државните органи. Владата да би препорачала до сите државни органи каде што тоа се може, секако, да се преполови бројот на возила кои што се употребуваат за службени цели. Исто така да препорача на Министерството за внатрешни работи да пристапи кон измена и дополна на законот за безбедност при сообраќајот, за да може веќе популарната мерка пар-непар да се стави во сила. Кога станува збор за квалитетот на воздухот и квалитетот на животната средина, општина Велес е прва општина во Република Македонија што изработи катастар на загадување. Целта е да се утврдат загадувачите на воздухот. Студијата покажа дека процесот на затоплување на домакинствата придонесува најмногу за загадување на амбиенталниот воздух. Градоначалникот Чадиев најави дека на првата седница ќе предложи Советот на општината да изгласа формирање на координативно тело кое ќе работи во изнаоѓање решение за подобрување на квалитетот на воздух.
Во 2017 година локалната самоуправа на општина Кавадарци ќе продолжи да ги реализира зацртаните капитални проекти со кои ќе се подобри инфраструктурата и квалитетот на живењето на граѓаните. Општина Кавадарци изминатата година реализираше значајни проекти со кои се подобри инфраструктурата и квалитетот на живењето на граѓаните. Во тој правец ќе продолжи и во оваа 2017 година, за која е предвидена реализација на голем број капитални објекти. Во тек е изготвување на проект за реконструкција на зградата на противпожарната единица во општина Кавадарци, кој што е последен објект нереконструиран и со тоа комплетно ќе завршиме со инфраструктурните потреби на сите институции во надлежност на локалната самоуправа. Во тек е тендерот за реконструкција, значи втората фаза од тендерот за реконструкција на старото школо во селото Марена, бидејќи првиот е веќе завршен и тука очекуваме директно да се работи на терен. Потоа довршување на кејот на реката Луда Мара, кој што го планираме заедно со оперативниот буџет и со буџетот од обезбеден преку Вардарскиот плански регион во висина од околу 15 милиона денари да го завршиме до Брушанскиот мост. Завршена е постапката за избор на најповолен понудувач кој преку јавно-приватно партнерство со општината треба да го реализира проектот зонско паркирање. Овој проект треба да донесе низа поволности како во паркирањето, така и во решавањето на сообраќајниот хаос по градските улици, посебно во центарот на градот. Продолжување на колекторскиот систем и реконструкција на стариот колекторски систем за тоа зашто од страна на локалната самоуправа, а најмногу од страна на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци ќе бидат вложени над милион евра и мислам дека ова е една од според финансиите една од најголемите зафати кои што ќе ги направиме на постоечкиот колекторски систем и на продолжување на истиот, со што ќе обезбедиме иднина на овој колекторски систем за наредните 50 до 100 години. Тука би сакал да го издвојам, не го спомнав досега и пешачкиот мост кој што ќе го изработиме на улица Шишка и кој што го вети во мојата изборна програма, како и реконструкција на улицата Блажо Алексов со изградба на кружен тек на истата, изградба на велосипедска патека на улица Шишка. Во тек е изградбата на концертната сала во музичкото училиште, како и втората фаза од изградбата на новата детска градинка. Панов очекува со подобрувањето на временските услови да започне реконструкцијата на градскиот стадион. Главен капитален проект од кој општината очекува многу, пред се во правец на развојот на стопанството, е тековната реализација на гасификацијата на Републиката, со која е опфатена и општина Кавадарци. Тоа ќе биде нов поттик и историски проект, значаен за индустријата, населението и екологијата, рече Панов. $180 милиони денари или 3 милиони евра чини обновата на блоковите В и Г од студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје, соопшти денеска на пресконференција заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Со овој зафат ќе бидат заменети комплетно вратите и прозорците, подовите, електричната и водоводната инсталација, системот за парно грејење, молерисување и нова опрема во сите соби. Меѓу другото, Министерството за образование и наука објави тендер за санација и адаптација на сите студентски домови низ Републикава, кои ќе бидат реализирани во текот на ова и идната година. Втората инвестиција се однесува на набавката на комплетно нов мебел за сите 10 државни студентски домови, кој ќе го замени постојниот, што е прилично дотраен, затоа што го користеле многу генерации студенти кои престојуваа во овие објекти. Оваа активност очекуваме да биде завршена за 3 месеци од сега, што значи очекуваме до крајот на месец април сите државни студентски домови да бидат опремени со нови кревети, душеци, маси, столици, бироа и плакари. Веќе е избрана компанија која достави најповолна понуда на тендерот. Подпишавме договор за реализација на истата и истата веќе започна со подготвителните активности, односно посети по студентските домови заради земање на конкретни мерки за изработка на мебелот. Ќе бидат инвестирани 100 милиони денари, а согласно планираната динамика, најпрво ќе бидат опремени домовите во главниот град поради најголемиот број на студенти и фреквенцијата на истите, а потоа останатите домови во Република Македонија. Но повторно потенцирам, вкупната активност, согласно договорот, со компанијата треба да заврши за отприлика 3 месеци. Третата инвестиција
која ќе биде реализирана во првиот квартал исто така на 2017 година, е набавката на пералните и сушалните во студентските домови. Ова инвестиција е вредна 11 милиони денари и вклучува набавка на вкупно 50 професионални машини за перење и сушење, односно 50 машини за перење и 50 професионални машини за сушење со капацитет до 10 килограми, кои ќе работат на систем на жетони, а за нивната употреба се подготвува и посебен правилник, односно унифицирана процедура. Постапката за избор на најповолен понудувач, кој се јави на тендерот, е веќе завршена и е склучен договор за реализација на истиот. Во меѓувреме, домовите стартуваа веќе со прилагодување на просториите и со интервенции во делот на водоводната и електричната мрежа заради инсталација и приклучување на пералните и сушалните, со кои значително ќе се олесни секојдневното функционирање и делување на студентите. Денеска од Општинската организација на СДСМ обвинија дека улиците и тротоарите во Велес се уште нерасчистени од снежните наноси. Градоначалникот Славчо Чадиев ги демантира ваквите обвинувања и вели дека дежурните екипи биле постојано на терен и работеле во расчистувањето на улиците. Улиците и тротоарите во Велес се уште нерасчистени од снежните наноси, а непроодни си патните правци кон неколку велешки села. Ова денеска на пресконференција го истакна Маријан Јорданов од Општинската организација на СДСМ. Тој вели дека Општина Велес не се справила добро со снежните врнежи. Во име на граѓаните на Велес, бараме градоначалникот Славчо Чадиев и локалната власт подитно да се рачистат останатите замрзнати улици и делови од улици во градот и во околината. Недозволиво е градот да биде блокиран цели 3 недели поради снежни наноси. Неколку денови, скоро сите велешки села беа одсечени од градот. СДСМ повторно со паушални обвинувања се обидува да представи искривена слика за она што се случуваше во Велес во врска со продноста на патиштата, вели градоначалникот Славчо Чадиев. Граѓаните сами може да видат и да оценат дали градоначалникот и службите навреме е завршиле работата. Денеска сакам јавно да информирам дека Општина Велес е една од општините што најконкретно се справи со целокупната оваа непогода согласно програмата на Советот за работа на Општина Велес за зимски услови. Тоа значи дека дежурните екипи, кредитниот штаб, и сите служби работеа без прекин 24 часа. Рекордно се потрошени количини на сол. Негде околу 60 тона сол е послано по велешките улици и по велешките населени места. Истовремено се потрошени околу 160 кубици на ризла. Според информациите од Центарот за управување со кризи и Македонија ПАД, Велес е една од општините која најмалку или скоро и да немаше одсечени населени места од градот. За посоченото населено место Слп, надлежните велат дека тој пат е црн пат и опасно е по живот да се расчистува, бидејќи од едната страна е провалија. За воја на вистината на 27 лица кои ова зимо живеат во село Слп. Изминатиот викенд локалната самоуправа им достави 15 пакети со храна и продукти неопходни за живот. Годишниот ОА во неготинското село Пепелиште е пронеден мртов. Увид на лице место направи полицијата и телото е предадено на обдукција за да се констатира од кои причини настапила смртта. Пронајдено починато лице со иницијали ОА, родено 1969 година во неготинското село Пепелиште, чија смрт била под неразјаснети околности, соопштува полициската станица од Неготино, информираат од МВР. Полицијата извршила увид на лице место, а подоцна увидот го превземало јавното обвинителство, кое наредило да се изврши обдукција на телото, велат од МВР. Од страна на лекарот од итната медицинска помош бил извршен преглед на лицето и е констатирана смрт. Вистинските причини за смртта ќе се знаат дополнително по извештајот од судска медицина, а до тогаш куќата на лицето починато под неразјаснети околности е запечатена.
Во понеделник на 30 јануари ќе се одржи првата крводарителска акција за оваа година во Кавадарци. Својата хуманост на дело ќе можете да ја покажат сите кавадарчани кои со донирање на животната течност би спасиле нечи живот. Акцијата ќе се одржи во просториите на локалната самоуправа, а ќе започне во 9 и ќе трае до 15 часот. Во рамки на планираните годишни активности на Општинската организација на Црвен крст Кавадарци, наредната недела, поточно на 30 јануари, ќе биде реализирана првата крводарителска акција за оваа година. Својата хуманост на дело ќе можат да ја покажат сите кавадарчани, кои со донирање на животната течност би спасиле нечи живот. Акцијата ќе се одржи во просториите на локалната самоуправа, а е планирана да започне од 9 и ќе трае до 15 часот. Инаку од Кавадаричкиот Црвен крст соопштуваат дека изминатата година биле собрани 1715 единици крвна плазма, односно 525 крвни единици повеќе од планираното. Секретарот на Црвен крст Розе Илова информира дека со оваа бројка е надминат годишниот план кој го има секој град во однос на жители. Според нивниот план имале обврска да соберат 1190 единици крв, а оваа бројка била надмината уште во вториот квартал од годината. Ова значи дека се подига свеста кај граѓаните за хуманост и солидарност. Крводарителските акции, додаде Илова, се организираат 2 пати месечно преку цела година во институциите, училиштата, особено во летниот период, но има и такви кои даруваат крв и надвор од организираните акции. Соработката со трансфузиолозите и центрите за трансфузија е на високо ниво. Редовно има акции за крводарување и никогаш не дошле до недостаток на крв и во состојба за ургентно дарување. За големиот интерес за крводарување кажува и бројката со над 5, 10, 25 и 50 дарувања на едно лице. Управата за јавни приходи го продолжи рокот за поднесување пријави за ДДВ и годишни извештаи. Од УЈП информираат дека крајниот рок за поднесување ДДВ пријави бил на 25 јануари и се продолжува до 1 февруари 2017 година, додека за годишните извештаи се продолжува до 7 февруари. Од УЈП појаснуваат дека продолжувањето е согласно законот за даночна постапка. Следуваат останатите вести од Македонија. Дописникот на МИ од Брисел јавува дека Република Македонија и Србија се избрани како единствени трети земји од страна на Европската Унија каде Агенцијата за европска граница и крајбрежна стража ќе може да врши операции на нивна територија во спречување на нелегалната миграција и враќање на мигрантите. Европската комисија подготви договор на статус на приоритетна оперативна соработка со трети земји, па според новиот мандат се дозволува на Агенцијата за европска граница и крајбрежна стража да врши операција на територија на соседните трети земји во согласно со претходниот договор. Договорот за овој статус модел беше усвоен од страна на Европската комисија во ноември 2016 година, па комисијата предводена од Жан-Клод Јункер ги избра Македонија и Србија како приоритетни од државите што не се членки на Европската Унија и побараа денеска од Европскиот совет да одобри отварање на преговори со македонските и српските власти за добивање на дозволи за изведување операции на тимовите на оваа агенција против мигрантскиот наплив. Во домот на Арама ќе се одржи отворен ден за обука на воени пилоти. Отворениот ден ќе биде одлична прилика сите заинтересирани да се информираат што би значило да се биде пилот-борец. Обуките на армиските пилоти се одвиваат според највисоките стандарди и во новиот центар за обука кој е единствениот од таков вид во југоисточна Европа. Во рамки на отворениот ден ќе биде презентирана програмата на обука и капацитетите на центарот за обука. Присутните ќе имаат прилика да поставуваат прашања поврзани со обуката и конгресот. Потребни квалификации за пријавување се завршени прв циклус на студии, возраст на повеќе од 28 години и солидно познавање на англискиот јазик. Отворениот ден ќе се одржи на 28 јануари во домот на Арама.
Американскиот председател Доналд Трамп најави формирање безбедносни зони за бегалци во Сирија, но за тоа не се консултирал со Русија. Тој оценува дека Европа направила голема грешка што дозволила милиони луѓе да заминат за Германија и други држави, изјавува Трамп во интервју за ABC News, а пренесува Курир. Следуваат вестите од светот. 11 преживеани и 29 загинати. Ова е билансот од несреќата која се случи на 18 јануари, кога во планинскиот масив Гран Цацо во централна Италија се сруши лавина врз хотелот Риджо Пиано. Причина за појава на лавината според италијанските власти е серијата од 4 силни потраци кои претходно истиот ден ја погодија оваа област. Откако вчера спасувачките екипи ги пронајдоа и извадија и последните жртви, заврши истрагата. Сега ќе се утврдува дали оваа трагедија можела да биде спречена. Инаку од 11 преживеани лица, 4 се деца на возраст помеѓу 5 и 11 години. Надлежните пренесуваат дека во кобниот момент врз хотелот Риджо Пиано се урнала лавина од 120.000 кубни метри снег, чија брзина во моментот на ударот била од 100 км на час. Американскиот председател Доналд Трамп предлага изградба на ѕид кој ќе биде граница кон Мексико. Неговата улога ќе биде да се спречи незаконско навлегување од Мексико. Засега од 3200 километарската граница помеѓу двете држави, 1050 веќе се преградени со заштитна ограда која спречува луѓе и возила да преминуваат од една во друга држава. Според Трамп, новиот ѕид ќе чини меѓу 4 милиарди и 10 милиарди долари. Според архитектите и инженерите, проектот ќе биде доста поскап. Дури се предпоставува дека тој би чинел помеѓу 27 и 40 милиарди долари. Засега Мексико категорично отфрла финансирање на таков проект. Американските медиуми јавуваат дека ѕидот треба теоретски да биде изграден од бетонски блокови, засилени со челични потпори и зациментирани во земјата доволно длабоко, за да не може да се копаат тунели одоздова. Ѕидот би требало да мине низ региони со приватни посеви и тоа би можело да доведе до долги судски процеси за обештетување како и можни несогласувања на локално ниво, јавуваат американските медиуми. Денеска имаме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и ветровито. Утре и во сабота ќе преовладува претежно сончево и тивко време со пониски утрински температури кои наместа ќе се спуштат и под минус 15 степени, додека дневните ќе бидат во благ пораз. Графичкиот приказ во продолжение. Ова беше и последната информација од Дневникот. Пријатно!